Илјадници луѓе маршираа синоќа низ улиците на Ереван неколку вечери поред во знак на поддршка на вооружената група која контролира една полициска станица во градот. Во меѓувреме имаше престрелка меѓу вооружената група и полицијата, но демонстрантите не знаеа за тоа. Луѓето сакаа да маршираат до полициската станица, но полицијата ги запре, а подоцна уапси околу 20 луѓе. Демонстрантите, исто како и вооружената група која ја поддржуваат, бараат ослободување на нивниот лидер кој е во затвор и оставка од преседателот Серж Саркасјан. Ерменската полиција подоцна соопшти дека проопозицијската група зела 4 медицински лица како заложници. Тие се обиделе да им помогнат на 20 напаѓачи кои биле повредени за време на престрелките со полицијата. Когда людей сажают за лайки. Низ Русија се одржуваат протести против новиот антитерористички закон. Во Сан Петерсбург протестираше мала група луѓе, а полицијата потоа дојде и уапси 20 демонстранти. Другите демонстранти извикуваа срамота, срамота, додека уапсените беа внесувани во полициското комбо. Human Rights Watch вели дека законот сериозно ја поткопува слободата на говорот и правото на приватност. Законот предвидува властите да имаат пристап до податоците на луѓето на нивните мобилни телефони за последните 6 месеци и за метаподатоците за последните 3 години. Законот исто така забранува верски активности на одредени места. Во Казан демонстрантите носеа транспаренти на кои новиот закон се споредува со законите за време на сталинистичкиот режим. Се протестираше и во Москва. Штрајкот со глад на мигрантите на српско-унгарската граница продолжува и денеска, трет ден поред. Тие бараат Унгарија да ја отвори границата и да им дозволи да влезат во Европската унија. 5 мигранти се онесвестиле во изминатите 24 часа поради високите температури. Унгарија ги затвори своите граници за мигранти во 2015-тата, откако повеќе од 1 милион луѓе влегоа во Европа од земји како Сирија, Ирак и Авганистан. Владата на Унгарија на мигрантите гледа како потенцијална закана за безбедноста, особено по серијата напади во Европа, за која одговорност презеде екстремистичката група Исламска држава. Продавници, приватни фирми, трговски центри останаа затворени во областа Малаканд во провинцијата Кибер Пахтунхва во Пакистан во знак на протест против наметнувањето на царински давачки во регионот. И опозицијата и владеачките партии го поддржа протестот и ја повика федералната влада на Пакистан да ја смени одлуката. Тие исто така предупредија дека протестите може да станат насилни ако се инсистира давачките да останат на сила. Малаканд во моментов ужива посебен статус, каде што стоката, особено везените автомобили, како и другите возила, се ослободени од царина.